На председател на комисијата, почитувани јавност, почитувани колеги, заменик министар. Сега и за збор врска со овој амандман сакам да расчистиме неколку работи во интерес и на јавноста и во интерес на другите колеги кои што ова го следат. Прво сакам да испратиме на најостра осуда затоа што популизмот од типот ќе земеме од НАТО, а ќе дадеме на градинките, ми е од најдолен тип. Зошто? Многу е ефтино кога некој ќе слушне дека и ќе му се представи дека во Република Македонија демек не се градат градинки, се купува оружје и сега на тоа кога ќе ги накалемите ви уште некуп други работи кои што ги изнесовте овдека индиректно или директно, мислам дека не доаѓаме до потребната дебата која што треба да имаме во собранието. А што вика потребната дебата? Потребната дебата вика дека една држава има повеќе потреби во поглед на згрижувањето на дечињата, кое што е многу важно. Пред да кажете паушалната бројка, според некои проценки, бројката достигнува 4000 само во Скопје. Не е точно, колега. Многу е далеку таа бројка. Многу е далеку таа бројка. Според мене, легитимно е да вие побарате било каков амандман. Тоа го дозволува деловникот, уставот, законот, и јас тоа го поздравувам. Може го дебатираме, може да се поддржи, може да не се поддржи. Но, истовремено е важно да се каже што моментално се случува на територијата на Скопје, која што не е Скопје го земавте како пример. Имате вие се градат 2 нови градинки во Ѓорче Петров. Денес. Во завршна фаза се 2 нови градинки во Карпуш. Се градат нови градинки и во кисела вода, се градат нови градинки и во аеродром. Значи, државата и тоа како никогаш досега, преку програмата на Министерство, но и преку програмите на општините, но и перспективно преку кредитот наменет за локалната самоуправа 250 милиони, верувајте дека ако го отворите и видите, ќе видите дека ставката и проектите за градинки ги има во сите општини во Република Македонија. И тоа е добро. Тоа е добро, тоа се работи, тоа треба да продолжи да се работи и тоа ние треба да го поздравиме како собрание. Јас немам ништо против некој да каже дека треба градинка повеќе. Тоа е легитимно право на колега пратеник. Но имам против кога тоа ќе се морализира и ќе се направи споредба со цел да се привлечат определени ефтини политички поени од некој што следи, па изгора на тоа ако ќе се кажат и приватни градинки, па ќе се измешаат со државни градинки и така натаму, и така натаму. Точно е, Република Македонија по устав е социјална држава. Точно е дека градинки се градат. Точно е дека цената на градинките, мислам дека 1500 денари. Да, 1500 денари по дете за цел месец, за доручек, ужинка, ручек, се оно што следи. Таа бројка е субвенционирана од државата, тоа е добро. Така било, така е и така треба да продолжи. И тоа го поздравувам. И точно е дека има и приватни градинки, кои што тоа се луѓе, кои што инвестираат, кои што вработуваат и кои што плаќаат даноци на оваа држава. И точно е дека тоа постои и дека треба да постои и дека секој има избор, но пред се треба да има секаде место, се согласувам, во државните градинки, а потоа доколку некој одлучи, сака во приватна градинка, тоа е веќе негов избор и самото постоење на таа приватна градинка не е ништо лошо, како што вие тоа го опишавте индиректно, напротив, тоа е добро, бидејќи тој инвестирал пари во бизнис, тој вработи луѓе, им плаќа придонеси, здравствено, пензиско, плата дава и плаќа даноци на оваа држава. Сакам да кажам дека, така ќе заклучам оно што сакам да го кажам. Ворете тоа, имајте си вие амандмани, но немојте паушално, почитуван колега, се предпоставува дека 4000 дечиња чекаат. Не е точно. Не е точно. Таква бројка официјална нема. Нема. Но она што е официјално е тоа што градинки на територија на Скопје
се или во завршна фаза, или во напредна фаза, и тоа не се случувало уназад 30 години, кој се случува сега. И тоа е доблесно да го пофалите. И јас сум спремен да разговарам со било кој од тие што ви суфлираат позади, ќе му кај што не треба, по општини кога највеќе се изградиле градинки во Република Македонија. Благодарам.